ХАЕ е кратенка за хередитарен ангиоедем, ретко заболување кое што настанува заради недостиг на крвниот протеин C1 инхибитор и се манифестира со отекување на делови на телото кои доколку се јават на одредени витални органи, може да доведат до животно загрозувачки состојби. Би напишал песна за да им помогнам на заболените од ХАЕ, хередитарен ангиоедем. Стапката на смртност од ова заболување е високи 30%, особено доколку не постои достапна терапија. Нима им треба терапија за живот. Да ги поддржиме да го остварат тоа право. На болните од ХАЕ не им е потребна ни една боречка вештина за да живеат. Потребна им е терапија. Пациентите во Македонија немаат терапија, ја кријат болеста, глумат дека се е во ред, а всушност се секојдневно пред предизвик дали ќе добијат напад. За пациентите на ХАЕ секој нов ден е како освојување на нов врв. Потребните финанси за терапија на годишно ниво за 17 пациенти со ХАЕ во Македонија е во вредност од трособен стан. Некои луѓе ги бива за музика, некои за спорт, други за наука. Пациентите со хередитарен ангиоедем исто така ги бива за разни работи, но за било што да сакаат да работат, да патуваат, да си го живеат животот, им треба терапија. Јас се одлучив да ги поддржам и да ви кажам, придружете се и вие. Поздрав. Доколку ја имаат потребната терапија, лицата со ХАЕ од заболени и непродуктивни, со многу отсуство од работните места или отсуство од училиште кај децата, ќе станат продуктивни и корисни во општеството. Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото и последно издание за оваа работна седмица на емисијата 24 за животот, каде што ќе разговараме за тематика која, верувајте ми, би сакале да седнете и да ја ислушате како тема првенствено, а потоа и да размислите за неа, а зошто па да не и како и да се помогне, впрочем. Секогаш кога станува збор за ретки заболувања, ретки болести, ретки состојби на здравието, се теми кои што искрено морам да признам дека имам многу голем интерес да ги презентирам пред вас, пред јавноста, за да може да станеме свесни за се она што се случува околу нас, бидејќи обично луѓето, ако не ни е во нашиот двор, тоа што ни е надвор од дворот не ни е интересно и слично, а тоа и во буквална смисла така изгледа. Ќе разговараме за хередитарен ангиодем или ХАЕ, како што се нарекува кратко. Имавте можност во видеото пред малку и да погледнете од страна на познати личности во Република Македонија, општествено значајни личности, кои што зборуваат токму за ова ретко заболување во Македонија. Ќе разговараме заедно со представничка од Сдруженијето ХАЕ Македонија, односно председателката на Сдруженијето, тоа е Наташа Јовановска-Поповска, на која и посакувам добре дојде. Добре најдов, Огнен. Ви благодарам на поканата да бидам дел од вашата емисија. Како сте, Наташа? Па добро, како што ви признав на почетокот во холот, ова ми е прво гостување во емисија. И многу ми е драго што... Само за кај мене сте што ме прво. Да, многу ми е драго што сум дел сепак од оваа емисија, бидејќи така не било толку страшно колку што се мислев, баш е пријатно тука во студио. Кај нас е убаво бидејќи немаме сниматели во студиото, сами сме и на моменти заборавате дека сте во телевизија. Па тоа така и попријатно, да, супер. Да, никој не ни се мотка позади бидејќи ни се робот камерите, па поинаку делува. Наташа, ќе може на ти да ви се обраќам во емисијата, нема да биде проблем. Вака сега, ќе почнеме од почетокот. Да им објасниме на гледачите што е хередитарен ангиодем, односно што е ХАЕ. Може би погрешно ќе звучи, но ми се допаѓа што сте го именувале како ХАЕ, па многу позвучно, многу полесно може да се запамти отколку целиот назив на состојбата. Но зашто зборуваме за заболување, за болест, за состојба? Да, тоа е ретко генетско заболување, всушност представува мутација на еден ген, кој што понатаму предизвикува лошо функционирање или намалување на еден крвен протеин кој се нарекува C1 инхибитор. Кај некои пациенти тој протеин е многу намален, претежно пациентите во Македонија се од тој тип, меѓутоа има и пациенти кај кои тој крвен протеин постои, ама е нефункционален, што е една проблематична група во моментов и на светско ниво представува проблем, бидејќи не знаат се уште како тие пациенти да ги третираат.
кај едниве пациенти кај кои е намален C1 инхибиторот, може нели да се компензира, си постојат на светско ниво лекови и се ставаат вијали, пациентите се учат во домашни услови да си ги ставаат инекциите и едноставно недостатокот се надоместува. Кај тие што има дисфункционален C1 инхибитор веќе е попроблематично. Што е C1 инхибиторот? Што е тој протеин? Тој е крвен протеин. Зашто е тој? Да, тој е крвен протеин кој предизвикува создавање на утоци на различни делови од телото. Тие утоци или напади, како што ги нарекуваме, може да бидат периферни, односно може да се појави уток на екстремитети, раце, нозе. Добро, тоа видливо и тако локо. Да, видливо е. Понекогаш некои пациенти се соочуваат и со нели една непријатност и нелагодност сега да одат на работа со потечена рака и нога и слично. А до тој степен видливоста може да биде голема на отокот, што може да естетски сериозно да... Сосема е издеформирана или рака или нога некогаш... А зборуваме значи како набиеница, значи не е оток модрица да ви се јави на одреден простор, туку баш отечено место. Целата рака е деформирана, точно, или целата нога. Меѓутоа тие отоци се, така да се изразам, позанемарливи, заради тоа што нели во однос на друг тип на отоци, тоа се отоци на грло и отоци на стомак. Тие се животозагрозувачки. Отокот на грло нели може да предизвика затворање на дишните органи и да настапи смрт. Смртноста од оток на грло е до 30%. А исто така висока стапка е, да. А исто така и многу се драматични отоците на стомак. Тие се исклучително болни, внатрешни, да. Добре. Всушност потекуваат внатрешните органи и се исклучително болни, дури на едно предавање што неодамна го слушнав, една докторка која подоцна ќе ја спомнам и подетално, рече дека на пациентите им бил даван морфиум, па дури ни морфиумот не им делувал кога се работи за тие отоци, да. И може да дојде до шок во такви случаи и да настапи смрт и во случај на оток на стомак. Што е нели навистина драматично. За сега пациентите со хередитарен ангиоедем не се рефундирани, односно лекови немаат достапни во Македонија и ние си ги набавуваме лековите приватно во странство. Скапи се, односно една вијала, една инекција чини околу меѓу 600 и 800 евра. А не е познато, тоа е тешко да се предвиди колку вијали точно се потребни. Затоа што во еден месец вие може да имате 2 до 3 напади, а може да се случи и годишно да имате 2 до 3 напади. Практично вие ги користите адхок инекциите како ќе добиете напад, така се користи инекцијата, не е превентивно. Не е превентивно, за жал. Сега се работи на светско ниво на орални терапии, меѓутоа за сега сме си уште далеко од тоа. Мислам дека оваа прва генерација на производ нема да биде комерцијално, имаат некои проблеми, меѓутоа ќе видиме понатаму, ние се надеваме бидејќи тоа навистина би било едно елегантно решение, посебно за дечињата кои се засегнати од оваа болест, нели не можат тие самите да се боцкаат проблеми, одење на екскурзија и слично, патувања, така. Во овој дел само да си исправам една моја грешка која што имам направено во насловот, значи хередитарен ангиоедем, бидејќи јас сум пишал ангиодем по моја грешка, значи може во насловот само да го преправат од држијата, ангиоедем, значи ангиодем. Во тој поглед, за да не настане забуна, бидејќи кога ќе споменете отоци, гледачите веројатно дома сега и си прегледуваат вака. Обично така тоа делува кога некој ви зборува за заби, одненаш вака направите правите со јазикот, за да не настане забуна. Не секој оток значи може да представува симптом на тоа дека сте заболени од ХАЕ, бидејќи е наследна. Така, да. Значи, ова болест многу често се меша со алергија. За жал, и често пациентите кои ќе одат, прво што ги диагностицираат дали се алергични од нешто, па дури се случува и да ги третираат со некои лекарства против алергии. Меѓутоа тоа не е вистински пристап, бидејќи пациентите со хередитарен ангиоедем не реагираат на тие лекови. Диагностиката на светско ниво е еден огромен проблем, а за секое чудо тука во Македонија не е. Ние сме, например, јас и мојата сестра сме диагностицирани уште во далечната 1984 година
од страна на сега веќе покоен доктор Дејанов, јас постојано го спомнувам, бидејќи оно што го гледам на светско ниво, ме тера да заклучам дека веројатно тој човек и ни го спасил животот со самото тоа што навреме се сетил за кој проблем, за кој здравствен проблем се работи. Дури уште помнам дека ни бевме ние на неговиот оддел, па он начул дека има таков пациент и дојде човекот за да... Некои пациенти со чудна состојба. Со чудна состојба, да, навистина беше прекрасен човек. И на светско ниво пациентите се соочуваат постојано или со погрешна дијагноза, или со недијагноза. Има еден куп случаи на пациенти чиј што живот е упропастен заради тоа што не добила дијагноза навреме. Например, ќе спомнам случај со една жена од Норвешка која што завршила медицински факултет, станала анестезиолог и почнале нападите веројатно како резултат на стрес, бидејќи обично отоци се случуваат како резултат на стрес. Ја губи работата, бидејќи се смета дека е алергична на химикалиите, бидејќи станала анестезиолог и до 45 години таа живее без дијагноза, значи незиниот живот практично е уништен, а зборуваме за една Норвешка, да, која што е развиена земја, така што од тој аспект јас сум навистина благодарна што во Македонија не е таква ситуацијата. Меѓутоа, од други аспекти, да, треба уште работа и потребно именно овие пациенти. Според нашите сознанија 17-тина на број, меѓутоа ќе видиме сега колку ќе излезат, се прават некои формални испитувања, точно за колку пациенти се работи. Во декември беше донесена одлуката од Министерство за здравство дека сите пациенти со ретки болести ќе бидат покриени од акцизите за цигари. И сега таа постапка трае, па се надеваме дека во скоро време ќе се реши пациентот односно ќе се реши проблемот и на пациентите со хередитарен ангиоедем и на пациентите со ретки болести општо, бидејќи навистина не се невидливи, постојат, имаат проблеми и треба да им се помогне. Вака сега, пред да одиме со рекламите, кратко само ќе прашам, како ви изгледа вам животот со ваквата состојба? Па јас да ви кажам сум една од оние срекници кои и покрај тоа што ја имам оваа ретка болест. Вам или на сестра ви да се? Така, да, животот ми е така, квалитетен затоа што сум обкружена со луѓе, со пријатели, со членови од моето семејство кои навистина имаат разбирање за состојбата. Тоа значи дека не треба да ве нервираат, да не ви создаваат стресни состојби. Си ги користам привилегиите. Требаше да ми кажете пред емисијата да ви сварам кафе, вода, нешто. Требаше. Меѓутоа, морам да напомнам, тука има пациенти кои се соочуваат со навистина големи проблеми во секојдневниот живот. Имаме едно детенце со хередитарен ангиоедем. Има две кај нас, ми се чини, според дијагностици. Конкретно едново детенце има сериозни проблеми на училиште, така другарчињата го закачаат, не сум сигурна колку е страна на наставничките и на директорката има разбирање и така сме соочени со една ситуација во која се надеваме дека ќе се најде решение и дека ќе се најде разбирање од страна на јавноста, бидејќи, знаете, не сме сите исти, луѓето си имаат различни состојби и треба да постои еден отворен ум за прифаќање на различностите. Нели, полесно е да се отфрли нешто како различно, како поинакво, отколку да се преигрне и да се прифати. Ќе одиме сега со рекламите, па ќе се вратиме назад во студиото. Нема проблем. Колку начини за искаштување можете да замислите? Ви го представуваме Бронлес, ефикасен при продуктивна кашлица. Бронлес го олеснува искашлувањето и дишењето. За достоинство на нашите родители, нов ексклузивен центар за престој на возрастни лица со целосна грижа. 24 часа медицинска услуга. Програма за активно старење, извонредно место каде би сакале да престојуваат вашите родители. Резиденција Дабески, на само 8 километри од плоштад Македонија.
ХАЕ е генетско заболување при што пациентите добиваат отоци на различни делови од телото, било надворешно манифестирани или пак на внатрешните органи. Еден од 10.000 до 1 од 50.000 се заболени од ХАЕ во светот. Во Македонија, бројката на лица заболени од ХАЕ е 17. Од кои 2 се деца. Причини за оток може да бидат стрес, возбуда, инфекција или физичка повреда. Стапката на смртност може да се зголеми и до 30%. Во Македонија не е достапна терапијата, што значи дека може да се изгубат од 100 до 150 работни дена или денови од школот, а доколку се обезбеди терапија, не можете да препознаете дека овие лица имаат некакво заболување со оглед на тоа што кога немаат напад, не се разликуваат по ништо од останатата популација. Учат, се дружат, работат, спортуваат. За пациентите во Македонија е потребно да се обезбедат финансии во вредност од 1 двособен стан на годишно ниво, со што сите 17 пациенти ќе добијат терапија. Лицата со ХАЕ имаат право на подобар живот и обезбедена терапија. Нема потреба да ви зборувам после видеа кои што прикажуваат се она што треба да биде прикажано, особено толку сликовито, ќе речам, по однос на тоа каде се јавуваат најчесто тие отоци и како тоа би изгледало доколку ги гледаме од надворешна страна. Во секој случај, свесноста и развивањето на таа свест за сите оние луѓе кои што се околу нас и дека секој од нас си носи некоја своја здравствена лична приказна, особено во денешно време каде што живееме и каде што имаме толку многу состојби здравствени, треба да бидеме свесни дека треба и да знаеме и да се едуцираме за сите тие работи, затоа што самото знаење за одредена состојба може многу да помогне на луѓето кои што ја имаат. Заедно разговараме со претседателката на Сдруженијето ХАЕ Македонија, Наташа Јовановска-Поповска. Наташа, споменавме и пред рекламите дека секојдневниот живот, особено за децата, може да биде доста проблематичен. Особено кога децата немаат развиено свест за здравствените состојби се уште, па конкретно и многу и не се грижат, конкретно зборувам за двете деца кои што се со диагностика на ХАЕ. Јас се сеќавам, имав во 7 одделение со ученичка која што сега е веќе почината од леукемија и дека ни одржуваше класната час, како би требало да направиме да се чувствува таа подобро, за да, бидејќи ја повторуваше годината, па ја донесува во нашиот клас, бидејќи сме биле по-свесни за некои работи, како целина, и ни објаснува како треба да ја помогнеме да ја биде поубав животот, со оглед на тоа дека не се знаеше колку и долго ќе и трае. Дали, например, пројавувањето свест кај луѓето може многу да помогне? Да, апсолутно. Особено за децата. Да, особено за децата. Мислам дека тука клучот е на вистина, конкретно во една училишна средина, наставниците и управата во училиштето да се навистина свесни за проблемите со кои се соочуваат децата. Значи, понекогаш училишниот живот е доволно тежок сам по себе и сам по себе, да, а замислете да имате едно ретко заболување и народски кажано да ви се враќаат нозе кога одите во училиште, бидејќи таму ќе бидете соочени со постојани провокации, едноставно со едно огромно неприфаќање со што што може да резултира во отуѓеност и осаменост на детенцето. Така што апелирам до сите кои ќе се најдат во ситуација да се соочат со детенце кое е поинакво од другите, не мора ни да значи да се работи за ХАЕ. Едноставно детенце со некаков проблем, некако нам можеби како народ првиот импулс ни е да го тргнеме од одбивност и вака подалеку. Да, од другите, меѓутоа мислиме дека игнорантноста ни е многу по-лековита и подаровита отколку да реално разберете што се случува. Да, луѓето со проблеми некако се држат маргинализирани, што мислам дека навистина не е добро решение. Бидејќи општеството ги маргинализира веројатно. Да, токму така. Јас на пример морам да признам дека благодарение на пример на последниот број на магазинот Лице в лице, јас разбрав и за ХАЕ, разбрав и за Рет синдромот, разбрав и за еден куп други ретки состојби на здравието, што искрено мислам дека и затоа реков
Сите за кои што разбрав, сите ќе ми бидат гости во студио за да можам сето тоа да го пренесам и на публиката која што следи. Сега вака. ХАЕ досега има 17 пациенти кај нас, од кои што рековме 2 се деца. Последно имате правено караван. Така, да. Знаете како, предпоставките се дека на 2 милиони жители би можело да има околу 50 на пациенти. Кои што можеби не се ни свесни. Кои можеби не се свесни дека имаат хередитарен ангиоедем. Сега, тука пак ќе се спомна мојата сакана мајка, кога бев мала, понекогаш со сестра ми така ќе не фатеше тоа за бушанското, не сакавме да учиме и ќе кажеме да, и ќе кажеме што има да учам и онака е тешко за вработување и слично. Мајка ми постојано ни велеше ти направи си го твоето, па другото ќе се види, нели? Исто и кај мене. Да, ќе се Ти учи, па ако треба, така. Ќе затреба. Со таа некоја филозофија ние решивме да го направиме тој ХАЕ караван, еден навистина голем проект. Поточно да отидеме во неколку града во Македонија, 7 на број, и си опфативте од сите делови на Македонија? Гледавме да бидат опфатени, да гледавме да бидат туристички центри, да во случај нели ХАЕ пациент отиде во тие туристички центри да не се чудат луѓето таму медицинскиот персонал што му се случува и како му се случува. Ми се допаѓа таа идеја, добро. И гледавме да има таму каде што веќе има пациенти со хередитарен ангиоедем, сметајќи дека можеби поголемата информираност на докторите ќе им помогне. Бидејќи, знаете како има една активистка, имало од пред 2 века, Има Голдман, таа вели дека најнасилен елемент во општеството е незнаењето. Да. Значи, кога не се знае, кога не се знае, навистина се прават големи грешки и може да се предизвикаат и несоодветни реакции од страна на докторите. Например, во Врање имаше сега скоро еден случај кога пациентка беше нападната физички од незиниот доктор, значи пациентка зборуваме за хередитарен ангиоедем. Идејата нам со караванот ни беше да покриеме 7 града. Нашата сакана и ценета докторка, професор доктор Весна Гривчева-Пановска, се согласи да ги одржи предавањата во 7 града. Целиот проект траеше од 18 октомври до 30 ноември. Беше поддржан од фондацијата ЦИРА, од Меркур и од фармациската куќа Соби. И беше навистина значаен настан заради тоа што беа покриени 260 доктори. Значи 260 доктори во Македонија. Тоа е многу голема бројка за нас. Голема бројка. Добра стратегија беше што го регистриравме настанот во лекарска комора и така некако беше дополнителен мотив за докторите да бидат присутни на настанот и беше важно за нас и од аспект на откривање на други пациенти, меѓутоа и од аспект на информирање на докторите подобро да ги третираат веќе постоечките и веќе дијагностицираните пациенти. Во тој ХАЕ караван можно е, се уште е во фаза на дијагностицирање, можно е да се јави уште 2 други пациенти, ќе видиме, не знам дали ќе се потврди дијагнозата или не, меѓутоа убаво е луѓето да се охрабрат, да бидат дијагностицирани. Не секогаш го правиме тоа. Си мислиме ако не одиме на доктор, ништо не ни е. Ама не е секогаш така, треба да се отиде на доктор и да се провери, бидејќи денес може да имате оток на нога, ама утре може да имате оток на грло и да не знае што Наследноста на ХАЕ оди на секое колено или преку едно колено, има ли правило некое? Нема правило, за жал нема правило. Од женски на женски, од машки на машки, кој заболува повеќе според статистиките? Во моето семејство претежно повеќе заболуваат женските деца, меѓутоа нема правило. Едноставно некој е среќен добитник како мене, а некој не. Тоа е тоа, лотарија. Некој добива, како ви велат, некој добива ретка болест, а некој седмица на лот. Јас сум добила ретка болест. Добро, ма видете, и во двата случаи може да бидете среќни, бидејќи си поставувате мисија во животот да помагате на луѓето. Седмицата на лото ќе ја истрошите веднаш и тоа ви е момент на среќа. А овде може да се јави голема среќа, еве сте направиле здружение, сте се собрале луѓе кои што се разбирате себе си и помагате на другите да бидат разбрани. Да. За мене таа лотарија, да ви кажам искрено, е многу подобро бидејќи имате позначајна, имате во животот цела една мисија. Да, јас сум размислувала за тоа, има една поговорка која животот ќе ти даде лимони, направи си лимонада и тоа е навистина така, посебно како дел нашето дружение. Јас поради тоа почнав да пијам лимонада без шекер од таа поговорка. Одлично. Како дел, фактички ние како поактивно здружение успеавме да станеме дел од извршниот одбор на една меѓународна организација, ХАИ,
И во рамки на таа организација запознав навистина прекрасни луѓе, нели, апропо моабетов за лимонадата. А кога би ги запознале инаку? Да, кои не би ги запознала доколку не би ја имала оваа состојба. Така. Се плашите ли можеби за собствените деца? Да, тој страв постои. Страва дека моите деца ќе ја наследат оваа состојба. 50-50 се шансите, или ќе ја наследат, или нема да ја наследат. Меѓутоа, настојувам постојано да се информирам. Постои надеж во технологијата, која некако во тој домен прилично брзо се развива. Надеж ми е оралната технологија, која што можеби ќе им го олесни животот и на децата и на сите пациенти. Така што се надевам дека ќе се сменат работите кон подобро за пациентите со хередитарен ангиоедем. Кога разговараме, например, за конкретно, еве да речеме, од луѓето што не гледаат, можеби, еве некој ќе размисли и ќе рече, па добро, јас често имам отоци ваму, имам отоци таму. Дали секој, ствари не, сигурно секој оток не представува дека страдате од хередитарен ангиоедем, но тоа би требало и да размислите дали во вашата фамилија претходно некој исто така страдал од отоци и слично, па да се пријавите на доктор. Во кои се градови бевте со караванот? Во Штип, Кочани, Охрид, Битола, Крушево, Струмица. И така некако. Бога ми вистина сте опфатиле поинтересни места кои што и се туристички реално. Да, така сакавме да бидат нели туристички центри, дел туристички центри, а дел фактички градови во кои има веќе дијагностицирани пациенти, за да им биде некако полесно на пациентите во односот со докторите. Знаете, се повеќе по форумиве читам за едно интересно партнерство меѓу доктори и пациенти. Ние сега тука, значи пациентите со хередитарен ангиоедем, тоа го живееме со нашата докторка Весна Гривчева-Пановска, но не сум сигурна дали е тоа така со другите состојби. И е убаво да се размислува на тоа дека нели и од другата страна, таму пациентите да се свесни дека нивните доктори сепак се луѓе, а и докторите да бидат свесни дека нивните пациенти се лица со проблеми и така да има едно взаемно разбирање. Кажете ми, бидејќи спомнавте терапии и слично кои што ви се потребни, особено инјекциите едно друго, дали тие спаѓаат под фондот или пак не? Не, за сега не се во рамки на фондот. Напомнав преска дека има една одлука од Министерство за здравство, од декември е таа одлука и сега се прави нели една постапка на дијагностицирање на пациентите. Па понатаму мислам дека ќе следи некоја тендерска постапка. Додека поминат бирократските процедури, така. Да, тоа не знам, ќе видиме. Од каде ги набавувате инекциите? Па од Бугарија, Бугарија ни е најблиску и така си ги набавуваме приватно, понекогаш доколку зачестат нападите, мораме некои пациентите да работиме по две работи за да можеме нели да се платиме терапијата, бидејќи една инекција чини 650 евра. Така, народски кажано, држи вода 3 дена, фактички. 650 евра? Да, една вијала. Тоа е за доколку добиете напад во моментот, ставате инекција и толку? Да, и толку и 650 евра. Да, и 3 дена сте безбедни од отоци. После 3 дена може повторно да ви се случи оток. Што значи, ако имате многу зачестени напади, 10 инекции би требале во месецот. Па некои статистики се дека околу 2 до 3 инекции се потребни во месецот, бидејќи па некои пациенти имаат почести напади, некои поретки. Всушност, сите пациенти во Република Македонија државата би ја чинеле околу еден трособен стан годишно. Што некако па вака, кога ќе видите дека толку голем проблем. 80-90 евра. Да, би им се решил на луѓето, па и не е некој износ, иако па не е на годишно ниво, да. Не би занемарила, нели, секоја пара е важна, меѓутоа сепак тука се работи за животот на луѓето и треба веќе да се реши тој проблем. Веќе сме на крајот на емисијата. Јас ќе предложам дека ќе направиме уште едно издание, кога ќе имате некој настан конкретно, а сигурно имате организирано сега со будењето на пролетта, се будат и многу работи од идеи и слично. Ќе правите ли караван наскоро повторно или? Го размислуваме, може да биде и поголем, меѓутоа за сега ќе се држиме до вообичаеното одбележување на ХАЕ денот. Ова минатата година го направивме во Сити Мол. Кога е ХАЕ денот? Беше навистина 16 мај. Па тогаш повторно ќе се видиме и ќе доразговараме се што ни остана. Во ред. А сега само би сакала да најавам еден настан. На 3 април професорката што ја спомнав, Весна Гривчева-Пановска, организира научен симпозиум за хередитарен ангиоедем кој е регионален.
и ќе бидат учесници голем број реномирани и еминентни ликови од ХАЕ светот, а исто така и ќе се изработи, ќе се изготви заедничка платформа за земјите од Југоисточна Европа, па ете уште една прилика можеби да Ќе ни пратите покана за подсетување. Важи, обавезно. За да може тогаш да одлично ќе направиме се што може за да се зголеми свесноста за постоењето на оваа состојба. Наташа, ти благодарам многу за гостувањето и за искреноста и отвореноста во начинот на зборување, бидејќи кога ќе видите дека човек сериозно си ја сватил функцијата на животот со таквата состојба, многу полесно вие да го прифатите сето тоа и да помогнете. Да, се надевам дека е така. Ви благодарам. Не, така е, верувајте ми. Од искуството што го имам со гледачите, така е. Добро. Да сте живи и здрави, се гледаме. Фала и вие исто, пријатно. Почитувани гледачи, тоа беше Наташа Јовановска-Поповска, председателка на Сдруженијето ХАЕ Македонија, со која што разговаравме за хередитарниот ангиоедем, или скратено ХАЕ, нешто кое што може би ви стана многу појасно по однос на тоа за што станува збор. За крај ќе се одјавиме во студиото со повторно со она видео кое што на почетокот имавте можност да го погледнете, тоа е видео од познатите фаци, бидејќи некако кога ќе видите познати личности, некако полесно ви доаѓа да ги прифатите нештата. Се одјавуваме, се спремаат вести, се гледаме јас и вие за час и половина. Пријатно. ХАЕ кратенка за хередитарен ангиоедем, ретко заболување кое што настанува заради недостиг на крвниот протеин C1 инхибитор и се манифестира со отекување на делови на телото кои доколку се јават на одредени витални органи, може да доведат до животно загрозувачки состојби. Би напишал песна за да им помогнам на заболените од ХАЕ, хередитарен ангиоедем. Стапката на смртност од ова заболување е високи 30%, особено доколку не постои достапна терапија. Ним им треба терапија за живот. Да ги поддржиме да го остварат тоа право. На болните од ХАЕ не им е потребна ни една боречка вештина за да живеат. Потребна им е терапија. Пациентите во Македонија немаат терапија, ја кријат болеста, глумат дека се е во ред, а всушност се секојдневно пред предизвик дали ќе добијат напад. За пациентите на ХАЕ секој нов ден е како освојување на нов врв. Потребните финансии за терапија на годишно ниво за 17 пациенти со ХАЕ во Македонија е во вредност од трособен стан. Некои луѓе ги бива за музика, некои за спорт, други за наука. Пациентите со хередитарен ангиоедем исто така ги бива за разни работи, но за било што да сакаат да работат, да патуваат, да си го живеат животот, им треба терапија. Јас се одлучив да ги поддржам и да ви кажам, придружете се и вие. Поздрав. Доколку ја имаат потребната терапија, лицата со ХАЕ од заболени и непродуктивни, со многу отсуство од работните места или отсуство од училиште кај децата, ќе станат продуктивни и корисни во општеството.